Ајде, здраво живо на сите. Денеска, како што кажав, психоманија. Денес натака емисиите психоманија ќе се имитуваат само на оваа фан страна, а ќе се шерува и кај мене на профил и на другиот профил што ми е исто Борислав Стилковиќ. И ако сакате може да ја шерувате кај сакате во други групи. Ова е за да можам да ги гледам коментарите, вајда најверојатно вака ќе биде полесно. Нема да ми бегаат како на другиот телефон. Денеска морам да кажам дека малце сум така тажен, потресен, затоа што во местниот комитет Кисела вода, во Кисела вода почина една од најголемите активисти на ВМРО ДПМН, една од жените кои што несебично се жртвуваа за партијата, трчаа за партијата на сите избори, на сите активности на партијата, на сите активности на Унија на жени. Денес почина Вера Жупан, ненадено, Бог да ја прости, ја не знам друго што да кажам за една таква жена. Буквално ненадено, затоа што не знам како да се изразам, но зачера имав прилика да се видам со жената, да направам муавет, све беше окей, здрава, ведра како и секогаш. И Савајлево кога го прочитав тоа, буквално ме затече и ме потресе поприлично. Денес сакав да зборам за пишманењето, за нудење, па одбивање, па сакам вака, ама не сакам така, па сакам ова, ама не сакам она. Од друга страна за дволичните суштества кои што се нешто наоѓаат дека некој добил заради некого, арно, ама никако да видат и тој некого заради кого добил тоа што добил. Како еден што ми пиша, не било исто. Многу лош ден, Бранкица. Несватливо лош ден. Денеска починаа многу квалитетни луѓе. Многу, јас што ги знам тројца, еве и ти еден, четворица. Но како и да е, животот продолжува за нас што се уште сме живи и што се уште се бориме, така да пробам да намала малце светлината. Значи, денес се одржа една средба у владата меѓу Таче и Мицко. Веќе не сакам ни Мицковски да го викам. На која што експертски се договарале за енергетската криза, во која што едниот како нуди, другиот ко боженски прифаќа, па овој се пишмани. Не е дека си играат мачката и глушецот, поточно добриот и лошиот. Овој као се нуди, јас ќе ви ги давам моите контакти, арно, ама за возврат јавно не сакам ништо, ама зад затворена врата Таче се излета денеска дека нема да прифател широка коалиција. Што сакаше Ќурка да каже со тоа?
Најверојатно Ќурка сакаше да каже со тоа дека другиот тиран, кој што се кити со туѓи пердуви, сакал да ги расшири пердувите туѓи и да направи, демек, Божем, широка коалиција за национален спас. Размислувајќи си денеска, после овие вакви случувања, додав до еден заклучок, после, да кажем, вестите во 21 часот што ги слушав на Сител, дека до година ова време Европската комисија ќе одлучувала дали Македонија ќе го продолжи патот со Албанија заедно или ќе ги одвојат. Услов бил бугарите да влезат во уставот за Македонија да го продолжи патот кон Европската заедница или Унија или како и да се вика тоа педерско друштво. И фино лепо, ако е тоа условот, а е тоа условот, ако Мицкоски искочи и каже дека пратениците на ВМРО ДПМН подпишале изјави со кои што гарантираа дека они немале да гласаат за промена на уставот и за влез на бугарите во уставот. Исто така, ако знаеме дека Мицкоски искочи и каже дека он им верува 100%, дека он гарантира со неговиот интегритет и не знам што за пратениците, а условот е овој, па еве од денеска, како што денеска и вчера и завчера ми се појавуваат оние спомени од пред 2 години, пред 3 години, што сум го кажувал за Мицкоски дека ја уништува партијата и дека работи во интерес на СДСБ, може да констатирам дека за година дена од сега ќе имаме избори вонредни, некои 5-6 месеци пред редовните, со нов председател на политичката партија ВМРО ДПМН, затоа што напролет, евентуално на лето, кога ќе бидат сите подмори, бугарите случајно ќе влезат во устав и за тоа ќе гласаат и пратениците на ВМРО ДПМН. Мислам, не сите, ама одредени, исто како ние 8 предходно. И Мицкоски ќе искочи и ќе каже дека он се повлекува од политиката, како што ветил, и толку појавук магарца, он ќе се повлече, бугарите ќе влезат во устав, ќе има нов председател на ВМРО ДПМН и ќе има нови избори каде што ќе победи ВМРО ДПМН со премиер, тој што ќе биде председател на партијата, а Мицкоски ќе си ужива во кешот, во сите бенефити кои што ги добил како министер за опозиција во оваа влада. Тоа е се мои размислувања, не мора да значи дека вие мора да се согласите со нив, не мора да се согласите. Може да си имате вие ваше мислење. Јас би сакал да разменувам факти, да разменувам мислења, па може би јас грешам. Пробајте да ме убедите дека грешам. Како што јас ќе пробам да ви убедам вас дека вие грешите, ако мислите дека јас грешам. Затоа што пред да кажам било што, пред да донесам било каков заклучок, што би рекол дотичниот Мицкоски, математички прецизно рачунам, ја мерам, поточно ја проверувам статиката на куќата, кога ги менувам прозорците на куќата, и тогаш искачам со свој став, мој личен, со моје размислување и
со мое предвидување или моја теорија на заговор или како сакате, вака шпиунски, пошто да повторам дека јас сум српска инсталација на бугарски служби што работи за грчки интереси, а платен од албанска мафија. Пошто многумина ете така сакаат да што дури не ме ни знаат ни познаваат, сакаат да јадат трици по штабови дека јас сум бил не знам српски шпион. Сликите што сум ги сликал, видеата што сум ги снимал, све тоа сум дал у Србија. Други викаат се тоа сум дал на МВР. Трети викаат се тоа сум дал на не знам кого. Арно, ама тие снимки и тие слики што ги сликам, освен што сум ги објавил на Facebook, освен што сум ви ги дал на вас лично, друг никој нема нити добиено, нити имал можност да добие слики или снимки од мене. Дури ни судот. Затоа ми е Господ сведок, ако лажам да не ме раздени утрешниот ден. Јас имам толку да кажам за оваа тема. Значи, да повторам, од денеска во наредните година дена, значи до следниот септември, во македонскиот устав ќе влезат бугарите, Мицковски ќе се повлече, ќе дојде нов лидер и на следните избори ќе победи ВМРО. Мада голема е возов овој пат беше поголем 3 вагона. Мада како да кажем, на наредните избори со таква ситуација е исто така голема веројатноста победата да не биде чиста само на ВМРО-ДПМН, туку победата да биде поделена, поточно први да бидат ВМРО-ДПМН, со 2-3 пратеника помалце левица, со 2-3 пратеника помалце други партии, со тоа што СДС не верувам дека на тие избори ќе добијат повеќе од 10 пратеника. Шанса нема. Според целото расположение на народот, според сите анкети што сакаат да ги прикажуваат или да ги бројат анкетариве и на ВМРО и на СДС, значи СДС кога сега би имало избори или тогаш кога би имало избори со такво едно не едно трето предавство, они не би имале повеќе од 10 пратеника. Или во превод не би освоиле повеќе од 150-200 гласа. За разлика од тоа, ВМРО би имало околу 330 гласа, 330.000 гласа, да не се разбереме погрешно. И уште другите 300.000 би ги поделиле другите партии. Така да тие 800.000 гласачи кои што искачаат на сите избори. Тоа се тие бројки зашто јас тврдев дека само идиот може да предложи референдум во Македонија со избирачки список од 1.800.000 луѓе. Завршувам со оваа тема, со ова моје размислување. Би сакал да конверзирам, ама очигледно не сакате да коментирате. Може би имам мала гледаност затоа што е на психоманија. Има цели 11-10 гледачи.
Иначе, што току на Инфомак се објави вест дека во Муртино се случила сообраќајна несреќа во која што има тројца повредени, дека Опел удрил во Бандера. Иначе, вака, да коментираме денеска во Општинскиот комитет Кисела вода, во посета беше шпицниот градоначалник Христијан Мицкоски. И како и секогаш, салата скоро полна, со истите луѓе, едните исти цело време, значи грубо, бројка негдека околу 40 луѓе. Ево вака. Чекај, еме да пробаме нешто да направиме. Значи тоа е, ајде свртам вака. Значи, на Општинскиот комитет, колку што можем да приметам, фалат најмалце 15 на луѓе, меѓу кои јас, кои што се жестоки критичари на Христијан Мицкоски и неговите политики. Луѓе кои што исто како и јас беа понижени, омаловажени. Мислеше дека ние така лесно ќе се не знам, повлечеме или не знам што ќе направиме. Битно, ете сега прави ажурирање. Денеска од Унија на ветерани ми испочитуваа, ми испратија порака дека ажурирањето се врши во општинските комитети секој ден. За кисела вода е од 6 до 8, ми се чини, не сум точно сигурен, од 18 до 20 часот. Така да ќе искористам еден од овие денови да отидам и да се ажурирам. Меѓу што е, дури ми испратија формулар за ажурирање, така да може и да го отштампам формуларот, да го пополнам и да го доставам до Унија на ветерани, за да може да се ажурирам преку Унија на ветерани. Ако не успеам да ги начекам отворени во Општински комитет. Фала женета на поддршката. Барам исто поддршка, ете, да се вклучите во емисијата, па и ако не ви се свиѓа оваа тема, да смениме темата, може и за други да разговараме. Има многу што да се разговара на тема Македонија и македонските работи. Особено за овие дволичниве што не знам како да ги кажам, што сака да ги глумат оние од 2018 што плюка и плюка повикува да бидат поддржани. Пробувам да најдам некоја друга тема. Ама денеска целиот ден е таков, просто немаше вести. Да не беше дешавката дека Мицкоски бил на лидерска средба, на средба со Тачев влада, немаше да има вести денеска. Зборам за нормални вести. Да, ево исто една добра вест. Кастриот Реджепи, оној што беше киднапираниот, па не можеше да има мнозинство. Дечкото од Беса, он бил прешол во
пратеничката група на Дуи и сега бил во оние четворица на огнени од Дуи, што така ги викаат по медиумиве, огнените од Дуи, што правеле револуција во Дуи за да го сменат овој измет фекали, како беше, Артан Груби, Артан Нежни. Пошто не им се свиѓал тој, правил многу криминал, а овие други не правиле криминал. Или не правил криминал, но овие не им давал. Како и да е, за Дуи нема никаква пријава, значи дека се сите поштени. Да, уште едно. За 3 дена од денеска, значи во петок, во Охрид, се формира бугарски културен клуб Цар Борис и реакција од министерот за опозиција нема. Како и за се друго. Реакција од левица има, ама нежна. Сега се собрале група граѓани со авторитет, со интегритет и во петок повикуваат на протест во Охрид. За да дали да се спречили, дали да се отворили, да не се отвори таков клуб, како и да е, Милош рече дека во петок најверојатно ќе бидеме во Охрид и ќе правиме директен пренос од таквиот протест. Ќе правиме, најверојатно ќе ги прашаме и овие од Бугарсково здружение зашто провоцираат и да видиме дали па ќе ни каже дека ние провоцираме со прашање зашто они провоцираат со Цар Борис III, кој е сојузник на Хитлер, кој што има подпишано за македонските евреи вија Треблинка и тоа. Не знам што да ви кажам, таква ми е емисија, таков ми е денов денеска. Се обидов да барам и по интернетов. Арно, ама нема, гледам и на вас нешто многу не ви се гледа емисија. Така да имајте лека ноќ, убави сништа, да е жива и здрава Македонија, сега секогаш и во вечни векови. Амин.